Денеска во локалната самоуправа беше организирана јавна расправа за промена на 8000 метри од водоводната мрежа во високата зона, односно замена на старите азбестни цевки со нови пластични. Со ова започна процесот за обезбедување на средства од европските фондови наменети за подобрување на квалитетот на живењето на граѓаните. Овој проект доби зелено светло од светиниколчани со напомена етапно да се пристапи кон замена на азбестните цевки на целокупната должина на водоводната мрежа во градот. Добар ден на сите. Целта на денешната средба е да ви информирам накратко дека Министерството за финансии и Светска банка имаат подпишано договор за заем за проект за подобрување на општинските услуги. Ние како општина сме заинтересирани за учеството во оваа програма со проектот за реконструкција на водоводна мрежа од азбестни цевки. Најпрво би сакала да го слушнеме излагањето од проектантската куќа Гео Инг Делчево за проектот, а потоа на крај да го слушнеме мислењето на граѓаните во врска со овој проект. Повелете. Јас сум Звонко Атанасов, дипломиран градски инженер, хидротехничка насока. Значи, јас сум задолжен за изработка на техничка документација, односно основен проект за реконструкција на азбестната водоводна мрежа во централното градско подрачје за градот Свети Никола. Значи, тоа би значило дека треба да се замени целата водоводна мрежа која е азбестна со нова мрежа. Сега, како проектант, изберено е да новите цевоводи бидат од полиетилен. Лесно се манипулира со него, лесно се вградува, значи не се потребни анкерни блокови и во поново време како понов материјал е доста применлив и добар. Значи, проектот опфаќа поставување на новите цевоводи по улиците кои се асфалтирани, значи сечење на асфалтираните површини, копање, вградување на цевоводите, затрупување и повторно асфалтирање на веќе ископаните површини после вградување на цевоводите. Другите се технички работи кои опфаќаат законските процедури и нормативи, поставување на хидранти на 130 до 150 метра на расстојание, пропратни фасонски елементи, шахти за лесно манипулирање и исклучување поединечно на поедини зони и на секоја улица дека е потребно. Во главном, проектот значи предвидува зголемување на некои профили, така да биде офанета целата населба што е предвидена за реконструкција. Борбата против дрогата, трговијата со луѓе и останатите пороци е приоритетна задача за сузбивање на нелегалните активности на секторот за внатрешни работи на Штип, во чија надлежност работи и Советот за превенција на општина Свети Николе. Неколкумесечните активности на тој план вчера беа завршени со спортски надпревари во мал фудбал на екипи од средните училишта под мотото со спорт против дрогата. Не со дрогата. Акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина, вчера имаше свој продолжиток. Имено на сообраќајниот полигон во дворот на основното училиште Кирил и Методи во Свети Николе, представници на локалната самоуправа, предводени од градоначалникот Роберт Ѓорѓиев и представници од другите установи и институции од општината засадија дрвца. Со тоа беше најавено дека акцијата продолжува да функционира и надвор од деновите предвидени за пошумување, а покрај тоа се збогатува програмата за пошумување на голините, што придонесува заменување на навиците на граѓаните кон оваа широко прифатена акција.